Македонско девојче китка шарена во градина набрана, дар подарена. Значи, она седела кod цвеќе и некоја дал као дар, не знам. Од секојаш сум имала дилеми со песната. Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс. Феминистички разговори за преживувањето, живењето и процетувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на уште една епизода на Медуза Токс. Денеска на мое огромно задоволство во студио ја имам театарската режисерка Билјана Радиновска, која што во моментов ја начекав со нејзини бројни ангажмани. И еве во студио, Билјана, добре дојде. Здраво, фала на поканата. Како се чувствуваш денес? Се чувствувам добро, зарипнато, ама некако као Фиби у Френдс, која ќе ја зарипне и мисли дека ја гласот добар за пеење, негде таму сум. Секси гласот. Тој е таков, со гитара свирај. После ќе ја зима супата за да се доразмени. Да, знам. Меѓу другото, верувам дека си зарипната за тоа што, како што сподели со мене, си имала бурен викенд по премиерата на новата твоја представа Ивона принцезата на Бургунд. Таа е, да. Успеав. Браво. Како е чувството, веќе ми кажа, ама ајде сакам уште еднаш вака и on the record да збориме малку за ова. Како е чувството кога од таков интензивен процес што некако завршува со тоа што го представуваш пред публиката, од еднашка се наоѓаш во некоја скроз друга реалност? Беше стварно интензивен месец, ноември беше доста убав, интензивен и некако така дарежлив месец према мене, со работа, со работење со луѓе, запознавање, засакување, многу разни амплитуди поминав, емотивни, психички, интелектуални, креативни, какви сакаш. И секако беше, има предпремиера, премиера и прва реприза. Тие 3 дена се заедно некако како еден ден се чинат, не знам, многу е. Дотуше таа целата последна недела на работа се чини како еден ден, некако. И после утредента, после првата реприза, тој ден се чини стварно како да трае една недела. Мислам, има некој, пошто е голем хајот за време на припремите и така, и после овој спуст е доста да, подикаш така суров, едноставно тажен си. Тоа е. Стрмен спуст. Тоа е. Еве, за тоа те зема по... Дел од работа, тоа е. Ке ти правам друштво во спуст. Е спустот некојаш мораш сам да го осетиш до кај. Да. Кажи ми нешто повеќе за представата. За почеток ме интересира, неколку работи ме интересираат. Кога се сретнавме случајно во театар комедија, ти мислам дека само што заврши со проба, и ми даде неколку спойлери за представата. Тоа е меѓу другото дека главниот лик е убиен на крајот. Еве се јас дадов спойлер. Скроз да. Али не може да го водиме разговор без таа информација. И те прашав као зашо е поставена представата во театар комедија, као дали жанровски спаѓа во комедија, и ти ми кажа као па не знам баш дали може да се каже дека е комедија со оглед на тоа што жена е убиена во представата. Така да ме интересира како стигна до тоа да ја режираш оваа представа, се работи за текст што не е твој. Така да ме интересира како стигна до тоа да се занимаваш со конкретно овој текст во театар комедија. Значи, после проба сум генерално неурамнотежена и сега, како ми кажува што сум ти кажала, така сваќам дека сум кажала може и од повеќе. Текстот е на полскиот автор Витолд Комбрович и мислам дека некое време е во план во театарот да се работи тој текст. Јас влегов како замена за друг режисер и заедно со мене влезе и колегата Александар Ивановски, што е корежисер на представата. Така што двајцата некако заедно со нашите
сличности, различности, не знам како да кажам, да не звучи. Ама стварно во заедничка работа ја извадивме оваа представа за која што имавме прилично, не знам, како месец дена за работа, така нешто, некои 4 недели. Стварно? Тоа е многу кратко. Да, е кратко. Во исто време, некако си размислувам дека оваа представа не можеше да биде никако другачија освен вака. Дека она можеше само вака да се случи. Не знам зашто се обраќам у женски, како се тоа. Таа представата само во овие околности можеше да се случи да излезе. Мислам дека имало предходно некои обиди, вака или така, знаеш? Така што нејзината приказна е долга и често сум го мислела предходно тоа дека тебе те наоѓаат текстовите или знаеш како некоја книга кога ќе те најде или некој филм ќе те најде така. Така баш си во тоа време кога те наоѓа и во тој разговор со материјата ти треба да си дозволиш на себе си да признаеш некои работи. За себе, за светот, за што си мислел дека си, а што уствари си, такви некои. Баш онака вистински разговорет. Како што посакуваш. Како може овој Блаже Кунески што посакувал со песната. Песната разговор? Да, поемат. Таа ми е омилена песна од Блаже Кунески. Да, пошто го опишува таа и потреба и во исто време утопија од тој разговор. И тука мислам дека на таа граница помеѓу потреба и утопија е мојата средба со оваа представа. И како дојдов у приказнава. И како со тебе резонира во овој момент текст што е доста стар? Некои текстови го поменуваат она што го викаат тестот на времето. Тие никогаш нема бидат стари или па наспроти тоа некои што се нови, тие се прават дека се нови, ама се како стари внатре. Пошто е некако до начинот на размислување. Сега овој текст Гомровиќ го напишал пред да почне Втората светска војна во Полска. Значи тука негде го има нешто му си има случувано сигурно, инаку не би составил една ваква, преска ме рече за комедија, една ваква сатира, една ваква така, она е на ивица помеѓу нешто комично, страшно, сатирично, абсурдно. Она иде у тие жанровски сиви зони. И тоа за мене е доста возбудливо, вака како некој што, не знам, чита, размислува или поставува или така. И требало цели 20 на 30 години за текстот да биде поставен. Тој самиот има доста проблематична врска со својата родна земја, односно не е, како да кажам, едноставно не бил признаен дома, авторот. Помине некое време и денеска неговото творештво стварно да биде погледнато од една друга позиција и да си го добие своето место, така. Каква ти е тебе релацијата кога работиш на свој текст наспроти тук? Имаш ли некои различни пристапи, чувства, релации кон односот кон тоа што е напишано? Дали, например, кога ќе напишеш свој текст, после тоа му даваш мала пауза и можеш да го погледнеш со други очи, како да го пишувал некој друг човек, и од таму да го третираш исто како да е текст напишан всушност од друг човек, или некако различно ги третираш? Сакам да бидам тој човек, ама не сум. Знаеш, сакам да бидам тој што ќе напише нешто, па добро ќе се организира времето, па ќе има дистанца. Не сум тој човек. Јас сум прилично еден работам во некаков си, не знам како организиран хаос е и мислам, организиран можеби е. Хаос сигурно е. И така некое време кај мене се раѓаше желбата, срамежливо, да всушност работам на драмски текст како и што работев на почетокот, додека не почнав да самата нешто пишувам и експериментирам со таа форма. Некако имав, ми се гоеше некоја желба за буквално работење на репертоарна представа, со ансамбл, со све што тоа подразбира.
И ова збориме како некој година, две пред да влезам во оваа приказна за која што сме денес, за која што правиме ова. Некако почна да се раѓа таа желба и си викам, што ми е, викам сега, што е ова? Ама мислам дека тие некои, како да речам, рамки во кои што човек можеби се става себе си, или рамки што ставаме во театар, знаеш дали е независна, или е институционална, или е ваква, или е таква, или е... тие работат до негде. Работат у смисла на тоа дека на крај се сведува на тоа дали има или нема представа. Дали има представа ако си во ходник некој си ја направил, дали има представа ако си ја направила на сцена, дали има или нема таму нешто живо. Пака Поетично кажа. Па да, хајде, поетично, да, абстрактно малце. Да. Али веројатно на некој начин од која е поставена представата, после тоа не заврши. Дали мислиш дека само трае во моментот додека трае или некако си продолжува да си постои? Представата? Да. Апсолутно мислам дека продолжува да постои во смисла дека самиот медиум денеска театаров, да речеме, е контра на цело наше постоење, у која смисла. Да. Цело наше, извини за овој сател менсплейн, се што ќе го дадам тука, цело наше постоење денес се базира на тоа дека ти мора да го документираш моментот дека си сега овде. Така ставаш рил, ставаш слика и ти викаш, јас сум сега овде. Јас сега го правам ова. Значи ти мора да го докажеш твоето сега, како изгледа. И дека тоа е постои, значи одма има цело време, како сега, додека се случува моментот, се архивира моментот. Многу е ткачено. Да, има мета постоење. А се ова е као одиш, гледаш нешто, на нешто ќе се сеќаваш, на нешто не, на некоја слика се сеќаваш, на нешто не. И тоа некако работи на еден друг начин, што мислам дека е само прашање на време кога ќе стане апсолутно неопходен медиум како што бил и е си во овие илјадници, колку не знам, 3-4 години колку постои. Не, искрено, ова е исто нешто за што си размислував дека ќе го правиме овој разговор. Дека мислам дека во моментов е една од малкуте форми стварно што ни дозволува нешто да доживееме во некоја по-автентична време-простор релација, што не ти дава можност да излезеш од нештото за да бидеш и ти на тој некој начин во, како што кажа, архивирање, да направиш перформанс од тоа што го гледаш. Туку нешто баш онака да доживееш во моментот. И баш заради тоа мислам дека можеби е некоја форма што ќе има ренесанса или можеби веќе има. Мислам дека веќе има и дека доаѓа знаеш како има една реплика во представата и Ивона ја кажува, вика во круг, така се во круг, секој секогаш во круг. Една од малкуте реплики. Една од 4 или 5 реплики што ја кажува. И мислам дека тоа се едноставно циклични процеси кои што ги поминува медиумот, како што е нашето живење прилично живење. Нашето искуство е прилично циклично некако организирано. Така и таму се случуваат разни мали работи кои што се уствари големи победи. Сакам сега зашто веќе ја спомнавме Ивона, малце да ја отвориме како лик. Многу интересно дека стварно сена се има 3-4 реплики, а е главен лик. Тоа што мене многу ми беше интересно и резонираше со мене како тоа што го зборавме, како се чувствуваш во моментот кога гледаш некој текст, независно тоа кога е напишан. Ми беше интересно да гледам лик кој што е, како да кажам, као централната обележје нејзината тишина и меланхолија и на некој начин одбивање на општествениот протокол во време кога некако сите сме буквално
впрегнати кон себе оптимизација, кон култивирање на начини на кои што можеме да бидеме здрави, расположени, навежбани, да што и да е позитивни, да, наспроти се што не обкружува, што поприродна реакција би била поинаква. Така што тоа ми беше многу интересно, што таа го носи тоа како главен лик и наспроти тоа се околу неа колкав степен на иритација доживува само заради тоа што таа не е среќна девојка. Таа е таква каква што е. Да. И едноставно како тие што се мемињата со смењето, како you should smile more. Така што тоа додека гледав представата, постојано си го размислував зашто ни е толку неприфатливо девојките да бидат тажни. Многу работата со Ивона, да речеме, како лик и целата работа отиде на едно друго ниво за мене со интерпретацијата на Илјана Кузманов на ликот на Ивона, бидејќи спојката помеѓу тоа што е напишано и едноставно отвореноста, актерската интелигенција што Илјана има кога се споја некако двете заедно, за мене целото тоа доби простор да можам да се прашам известни работи. Си викав, што ќе правам јас со женски лик што кјути цела представа? Како, божам, јас треба сега нешто да направам. Знаеш, како многу работи поминав со тој лик и стварно ме мачеше едно време, мислам, како ме полудуваш. Си викам, како сега, што значи, што се чита, знаеш, сите тие прашања што едноставно, можеби, ако не можеш да ги одговориш, барем мора да можеш да си ги поставиш и да имаш добар партнер за работа со кој што ќе можеш да си ги поставиш тие прашања, односно актерката која што го игра, тоест го носи ликот за ние да го видиме. Има неколку работи. Едното е она што е, секам добро, викам, ликот молчи цела представа. Дали нешто ќе беше различно ако она прозбореше? И тоа ме натера да мислам на многу прашања во смисла на кога нешто ќе се случи неубаво. Луѓето викаат зошто не кажа? Ама кога ќе кажеш, тогаш наидуваш пак на некое посакувано молчење, може би подобро да не си кажал. Знаеш, има едно преговарање тука. И добро, и сега има лик кој што е како што е, главниот лик во представата, кој што со незиното постоење станува како еден простор на проекција на другиве ликови, каде што они гледаат, она ме погледна вака, значи таа знае ова, значи таа ова, и во таа проекција на нејзе. Другиве ликови баш функционира како некакво огледало. Са од друга страна, ако кажеш дека женскиот лик функционира како некакво огледало, во таа како да речам, има опасност на едно несакајки објективизирање на ликот. И тука имаше многу, како да кажам, работа. Тука имаше многу работа. Како да се оди по овие патишта и при тоа да се биде некако свесен колку што се може у тој. Знаеш, пошто една е свесноста што ја се имам кога седиме и ти разговараме, а друга е свесноста кога сум во проба. Таму како можам да бидам чудно, но некако многу по безбедна, бидејќи можам да испробам различни верзии на едното исто прашање што го имам. Како се таа, како тој, што значи ова, што значи тоа, така никако. Така што беше доста предизвикувачки. Да, и не можеш да останеш затворен пред тој лик, затоа што ликот бара од тебе да се отвориш и да се погледнеш у него. Бара од тебе да се откриеш. И ти мора да се откриеш. Каков си, каква си. И така. Да, мислам дека тоа е интересно од аспект на публика, неколку ствари ми беа интересни, али интересно е дека те става и тебе во
во таа позиција на нетрпеливост, као кога црме мислиш дека конечно ќе каже нешто и сакаш дека и ти стануваш тој човек што сака да ги изнасили зборовите од неа и гледаш дека нели отвара уста и некој постојано и влегува со својот наратив. И стаков како, кажи нешто, девојче. И онака и тебе почува да те нервира и гледаш дека тоа е колективното искуство, дека као навиваме за таа нешто да каже, а истовремено е оневозможено да каже, а кога ќе каже, како црвме да си разочаран од тоа што го кажува. Интересна е релацијата во каква позиција те става лик што не може да проговори, да, на кој начин те соочува со тоа што ти го чувствуваш или го очекуваш од неа, особено како главен лик. Да. Мислам, тоа цело време има никаква како драматургија на тие очекувања у представата, има насилство на тие очекувања, исто очекувања како другите ќе се однесуваат према нејзе. Цело време некако работи на тој механизам на што очекуваш од другиот, а можеби не си спремен да дадеш. Знаеш, другите очекуваат од нејзе дека она ќе им отвори некој свој личен простор, а при тоа не се спремни да го дадат својот личен простор. И за мене тоа многу едноставно е забавно, не знам, може забавно не е зборот, ама е стварно тие сиви зони што ги зборевме месеци претходно, некако доаѓаат на површина во тие мали моменти меѓу ликовите, мали моменти што после прават големи драми, таму, понатака. Да, мене тоа што ми беше повторно интересно на како човек што беше на столче во публика, како и многу често ми е тоа искуството во македонски театар, онака гледаш што и на кој начин ги ја вози публиката. И сега во одреден момент тоа што се гледа на сцена е дека околните ликови се практично возбудуваат од идејата да ја елиминираат неа и дека тоа конечно за нив ќе значи дека ќе може да бидат мирни, слободни, успешни, ќе си продолжат со business as usual практично. И тоа е, не знам, као мене ми беше на ниво на заговор, го доживеав многу травматично и страшно. А истовремено, паралелно, постојано сваќаш дека околу тебе и публиката се сити и ја возбудува идејата на насилството, убиството што се исчекува. И сега, мене ме интересира како ти, како режисерка, не само за оваа представа, зашто ова се случува, мислам, често, какво е твоето чувство кога представуваш нешто, мислам, добро сега јас ова и го гледав и во релација на тоа што имаме и многу фемициди годинава и многу екстремно родово базирано насилство што е настекаде и ја не можам да ги оделам тие работи, низ таа призма почнав да ја гледам Ивона, како жена што ќе биде убиена само заради тоа што си постои. Истовремено гледаш дека публиката го доживува тоа со онака комичен момент. И многу ме интересира ти како човек што го поставува тоа нешто, каква не знам каква релација имаш со реакцијата на публиката, доколку би сакала чувството што го пробудуваш таму да биде различно или обратно дули. Да, те сваќам што ме прашуваш и како е ова доста ризичен терен. Ова што збориш за контекстот на фемицид, на стварно не се случија некои работи што веројатно не се случувале многу долго време, но сега излегува на површина некои известни поднесувања, насилства и едноставно не. И доста размислував, викам како сега тие просто не се ќе убијат. И во самиот текст, во самата поставеност, процесот на тоа како они го заговараат дека ќе го направат тоа има една известна комичност. Кам што е сега, што значи тоа, што е сега ово. После војната во Босна има една анализа од Жижек каде што вика дека хуморот пораснал.
Така зошто хуморот порасна. Со подобри зборови од ова што ти го кажам. И е некако дека во нашата нелагодност да си признаеме дека овие луѓе што убиваат живеат покрај нас и ние некогаш се смееме на нивните шеги и седиме со нив, по таа нелагодност да си го признаеш тоа на себе, дека си дел од еден систем што стварно може да те убие. Мислам дека тука постои една известна тензија, еден известен простор за размислување, признавање, доаѓање до нешто, и дека во тоа размислување, признавање и доаѓање до нешто, може би нашите емотивни реакции не се најсоодветни со нашите интелектуални сваќања. Може една ситуација ти изгледа тебе доста сериозна, но на тоа да одговараш ти со смеење или со хистерија или со негација, знаеш, како емоцијата и рациото не одат секогаш заедно. И сега во постановката на Ивона, како се ближи до самиот крај, излегува таа известна комичност, ајде ке ја речам, а во исто време, ако сакаме да мрднеме од точка А до точка Б во нашата колективна свесност, сваќање и размислување за одредени работи, за кои што може би ни треба простор за да можеме да ги isprocesirаме и проживееме заедно некако, мора да поминеме низ разни непријатности. Мора да поминеме низ разни чудни самите на себе си да си станеме чудни. Зашто реагирам на ова вака или зашто реагирам на тоа така. И мислам дека тука кога си станеш самиот на себе чуден, може би има некаков простор за описменување на нешто. Може би има некој простор за да се придвижиш понатака. Да, ова ми напри некои интересни асоциации во главата, за да што се потсетив баш после последниот протест што беше поврзан баш со фемицид, со неколку девојчиња вечерта седевме и онака баш неформално си разговаравме за некои разноразни неубави, на лепеза од неубави до страшни работи кои што ни се случиле, се поврзани со мажи. И доста време траеше разговорот пред да сватиме дека се раскажуваме низ смеење, ама збориме за онака многу страшни работи. И као се смееме самите на себе и такви бевме одеднаш као зашо се смееме, као онака во некој друг сетинг или во нека друга емотивна состојба, практично истото нешто можеш ни солзи да го раскажуваш. Да. Мислам дека целата работа е дека човек некогаш треба да си дозволи самиот на себе да биде контрадикторен. Знаеш, да си дозволиш дека некои работи кои што... Јас кога читам последната сцена од Ивона, мене ми е таа страшно тажна сцена. Мене ми е многу тешка сцената. Секогаш кога го читавме текстот, тоа дека ја работев, како не излезе овој новиот албум на Росалија, што е последниот. И некако дел од песните ми беа така како припрема некоја пред да треба да одам да ја правиме таа сцена тој ден и така натака. И во тоа некако страшното, ајде, просторот, односно да има простор за смеа и за некакво нешто што малце се граничи со кога ја пипаш ти собствената хистерија, за мене е многу интересен простор. Зашто мислам дека нема правило низ кое што ние треба да знаеме како ние треба да isprocesirаме известни работи што ни се случија. Дури да има правило, мислам дека најчесто тоа се интуитивни, телесни, соматски доживувања и реакции кои што ти не можеш да ги израционализираш. Едноставно телото го прави тоа што му се прави во моментот и ти најчесто немаш како низ рацио да ги проследиш, да ги усмериш тие нешта.
ова ми е многу интересно со контрадикторноста и мислам дека и заради тоа јас онака се сеќам дека као во моите пишувачки персони где живувам како многобројни, затоа што на пример понекогаш кога пишувам нешто што можеби полесно би се карактеризирало како некој не знам, есеј со некоја појасна политичка позадина, со нека почиста аргументација, референции и слично. Никако као се осеќам дека ми е појасна задачата, дека можам преку рацио да едноставно опишам нешто, да дадам коментар и слично. Али после, например, ако го споредам со тоа процесот низ кој што проминувам која не знам, пишувам поезија или некоја покреативна форма, сваќам колку слоеви постојат во мене као поврзано со мал милион прашања и колку некогаш тие се едни во други во конфликт или колку понекогаш не се во баш пријателска релација моите чувства или сеќавања со моите моментални политички, етички, какви да се вредности. Мислам дека уметноста мора да го даде тој простор затоа што низ тој израз се еманципираме и сваќаме како се чувствуваме со тоа што не учеле додека сме растели или што ни се случувало или што се промовира или перцепира како нормално или што и да е. Така да мислам дека мора тој простор постојано да биде отворен во било која уметничка форма, инаку го оттргнуваш еден огромен дел од човековото искуство. Се согласам скроз, мислам, боле не може да го кажам. Ајде кажи го и ти. Па тоа е затоа толку преска што ти спомна дека ќе ме недостасува екипата, заради тоа што во ансамблот на театар комедија и заедно со и нивниот креативен тим и ние што се викаме сектор режија и така натака, најдовна луѓе кои што едноставно сакаат да размислуваат на теми, сакаат да размислуваат работејки. Пошто еднакво ти сега размислуваме додека си разговараме вака, ова е така, тоа е така и све, окей. А друго е кога ти треба да размислуваш на известно нешто во праксата додека го испробуваш, го градиш тоа, ја градиш таа релација. Како во животот. Да, и секога така живееш еден живот во тој инкубатор. Некако е многу едноставно те благородува тој процес и затоа така со многу дури знаеш се размислував пред некој ден, викам има исто една реплика принцот ја кажа, вика јас мислев дека сум овде, дека јас сум јас, а таа му оде на цап ме скрапчи и падна во некаква стапица. И зборува за љубовта, за љубувањето и така, некако. Има нешто во тоа да се осмелиш да сакаш заедно со други луѓе. Има нешто во тоа да се осмелиш да сонуваш и да сакаш заедно со други луѓе кои што можеби до вчера ти баш не си ги познавал. Си ги видел така, низ пролаз, здраво, честито, фала. И сега си одеднашка ставен во една рамка, под известен тука притисок, така малце со датум за премиера со све. И кога гледаш дека заедно се осмелувате да сакате и да пробате и да дознаете и да сгрешите и да се вратите и све тоа прави една многу убава чистина внатре во душата едноставно. И ти дозволува да ги изложиш и собствените контрадикторности. И тоа за мене го има внатре во ликовите, во нивните односи, го има некако внатре во овој свет што се надам дека и Вона ќе го поживее некое време на сцена. Сега малку ќе те однесам на една друга представа, затоа што не знам зашто натака ми отида паметот, али истиот овој месец повторно се постави и да го поздравиш и да ми го бациш. И ми интересира какво ти е чувството после толку време пак да се поставува оваа представа, затоа што некако направи, мислам дека, не знам, еден широк, не знам, во некој моментум се појави таа представа и беше, не знам како се изразам, популарна, резонираше со луѓето. Да, фати баш се најде на правото место во правото време, ето така, или се најде, не се најде, таа не дошло, негде се направи. Како? Дошла сега. Си се улече, си дојде да представа. Добар ден. Дали сум овде во правото време? Јас само да прашам нешто.
некои веќе има десетина години како игра. И тоа звучи страшно. Па и звучи страшно, и звучи убаво, и тоа е прекрасно. Мислам, актерите доста ја сакаат таа представа и мислам дека многу е битно некогаш едноставно за представата да живее, битно актерите да ја сакаат, колку и да е. Мислам, е добро, битно и како публиката резонира и све. Мислам дека и публиката ја сака. Да, публиката апсолутно. Ретко која представа домашна даде јазик за нешто што го живеевме колективно, што понекогаш е стварно многу битно. Да. Ама исто така многу е, како да речам, за мене исто представуваше многу важен момент, бидејќи никако ја направив кога бев спремна да се откажам од све. Зашто подразбираш под све? Па све веќе ми беше дојдено преку све. Од театарот и од све. И си реков само што оваа да ја направам и више не ќе да видам ништо. И са овие моменти на откажување од професијата јас ги имам не често, ама ги имам. Секогаш како мислам дека се овозрасувам. Смисли збор. Смисли збор за не знаеш кој. Така стануваат тие така свест као се исправаат у вертикала, стануваат све по тие екзистенционални кризи. Али ова имаше криза пред нејза. И многу добро овие, не знам, старогрчки, старолатински ли е. Криза не ли е како кога ти се тргне превезот од пред очите. Затоа ти е така не се осеќаш баш окей кога си у криза. Мислам, можеш ти да траив, како се вика, да просперираш. Да просперираш, да се отвориш во кризата, но процесот е дека тебе ти се трга некој превес од пред очи. И тоа е тапа е, не е убаво да се тргне превес, од сега си го носел, лошо е. Ама па и низ превес не можеш да гледаш. Ако не можеш да гледаш, не можеш да знаеш што мислиш, не можеш да знаеш кој си. Многу проблеми. Значи, боле е да се крене превесот. Боле ти е да си у таа криза и да... Така што од такво место беше направена таа представа кај мене и од едно такво место на таква една друга или поинаква криза, оваа представа сега влезе во мојот живот. Така што за мене има нешто дури како, не знам, символомета, something, дека они двете се најдоа како две другарки во еден месец. Мислам, баш не сум како екстатик срекна, ама сум како внатре ми е како меко. Радосна. Може би по... Да, јас многу го знаеш заради насловот на мојата книга У хаосот радост, некако се опседнав едно време со разликата помеѓу среќата и радоста, затоа што се чувствувам како длабоко радостна особа, а ретко како среќна. И мислам дека имаат различна филозофија како зборови. Мало интермецо. Дали ми интересира за тоа што некако така во таа насока како да отиде заклучокот од моја страна за ова што ми го раскажа, дали мислиш дека мора да поминеме низ такви моменти, периоди на како да кажем, на криза, несреќа, некоја по-меланхолична интроспекција и слично за да извадиме некое дело од нас? Кој е твојот став не мора. The tortured artist не question? Мора. Не мора, ако може, не мора. Може и да сме весели. Не знам, мислам дека не мислам дека мора, него мислам дека многу е важно и ова стварно звучи сега како тие Pinterest пострчињата. Многу е важно со кого си до себе и дека со луѓето со кои што си до себе, со кои што работиш, ти можеш да си дозволиш да бидеш тоа што си во моментот, при тоа да се осеќаш дека мора да се преправаш дека си нешто што не си, само затоа што има таму режисер, текст, знаеш, како да не мора да лажеш. Знам дека никогаш не мора да лажеш, јасно ми е се од кога го кажав, сватив, ама да се чувствуваш дека можеш да бидеш тоа што си, толку. И овие кризни некакви моменти се едноставно, знаеш, не кем да романтизирам кризата.
Да, па не, Тоа е целата јас, работа. мислам, и затоа ти го поставам прашањето, затоа што, мислам, ајде сега нормално, се сме поминале низ тоа, мислам дека исто така може би се поврзува со нешто што е дел од растењето, мислам дека Да. повеќето луѓе, мислам дека најголем број од луѓето го имаат поминато тоа во 20-тите и е некој начин исто така на повторно лична еманципација, кај што учиш од каде ти се резервоарите на сила, на мудрост, на радост и дека и од тие места можеш да креираш, дека можеш да ги свртиш неправдите, несреќата и слично и да не ги интернализираш целосно и да не ти стане тоа идентитетот. Да. Па тоа, мислам, потребно е заради тоа што едноставно ти мораш да одиш низ твоето животно искуство, за да можеш да најдеш понатака јазик, ако имаш среќа, како тоа животно искуство да го поставиш така со тоа што тоа би имало смисло. И малку да имаш среќа да си опкружен со луѓе што се пред се добри луѓе, па потоа се уметници таква или вака, тогаш стварно се случува дека ти имаш некаков контакт со нешто што го викаме животно искуство. И тоа е стварно те прави да се осеќаш дека си како на правото место и во правото време. Дека не било залудно. Тоа се претходно не било залудно. Било ради овој мал момент сега. Мислам дека нешто што ми е многу интересно и што ме благо обседнува е тоа чувство на подреденост во просторот и во времето. И мислам дека си во правото време на правото место. И мислам дека човекот денес, жената денес, некако, мислам дека станува многу сериозна привилегија и многу сакам да зборувам на оваа тема со луѓе што се занимаваат со нешто што подразбира израз, јазик и слично. Затоа што јас, например, се осеќам као ако порано, можеби многу повеќе сме збореле за тоа дека треба да се создава јазик за нешта кои што порано се премолчувале или не биле кажувани и слично. Сега мислам дека отидовме во нека друга фаза каде што шумот на современиот живот е толку интензивен, е толку слоевит, е толку гласен, што мене ми станува речиси невозможно да влезам во таа некоја зона кај што се осеќам дека сум на правото место и во правото време, кога сега се осеќам дека каснам, дека дека нешто сум пропуштила, дека нешто не знам, сум едноставно во внатрешно безредие и као да не можам да си стигнам до гласот што е мој. Ме интересира како, дали го делиш ова со мене, како чувство, и дали последниве години, од кога мислам дека ова стана баш така некако споделено, како споделена колективна хистерија, кога дали имаш некои пракси, методи што ги негуваш за да можеш да да го утишеш тој надворешен шум, за да можеш да си го осетиш сопственото животно искуство и да го преточиш во нешто друго. Ја од секогаш ми се восхитував на луѓе што имаат самодисциплина. Ама ја не сум тие луѓе. Ова што го пиша како чувство го разбирам, мислам стално некое чувство на како каснење, како некако како да сум у дилеј, како да на сите име нешто јасно, јас сум само у дилеј 3 дена покасно ќе ми стане јасно, а би требало прво да ми стане јасно, такво некој. Од друга страна, сите овие што ги викаш шумови во етерот, за мене многу излегува на површина со правењето на Ивона, ќе се вратам пак. Затоа што целото е тоа, има многу шумови му представата. Тие има ликови шумови има таму. Многу е и усред тоа имаш еден лик кој што е така како чиста мисла, која што на крај мора да биде таа мисла, ако сакаш вака, отстранета, за може овој шум да продолжи да си да шуми. Да шуми, да. Немам некои пракси. Сакам да имам, едно време се како си давав на себе си задачи дека треба да правам нешто и така. Ама не се појавував на договореното. Ама всушност и мајки
добри разговори, Како овој? како овој, како разговорите што ги имав со колегата со кој што режиравме заедно, ме прават некако да се осеќам дека имам простор во кој што можам да размислам на глас. И тука има таму некаква грижа за мене. Во разговорот грижа да најдеш, ете тоа ти е вистинска среќа. Стварно. И тоа ме прави да се осеќам дека сепак сум ова е моето внатрешно време, и ако тоа се погодува со внатрешното време на некој друг, тоа веќе станува едно заедничко овде и сега. И ти од тоа си веќе се осеќаш помокно едноставно. А убаво да се осеќа човек мокно сопствената кожа, за тоа каков. Па да, мислам, Ако тоа не го Има ништо навредува и хубаво. повредува другиот. да, апсолутно. Но сепак во представата на крајот победуваат шумот и насилството. Па не знам. Мислам, знам дека така по нарација да. Ма Или мислам дека можеби- прашањата и мислата за неја остануваат. Пошто Да, те и- прави да се замисли, знаеш, вика зашто не збори, зашто вака, зашто така? И мислам дека во тоа има нешто што преживува. За мене. Та е интересно, всушност сега се подсетив на крајот дека сепак сите се поклонуваат на неа. Да. Што е интересен субверзивен момент. Да, па цело време има такви мали субверзии. На почеток исто и се поклонуваат. Бидејќи она не... Мисля, во договорот, зошто не се поклонува? Не сака. Да, мислам дека е интересно како се малце игра со концептот на тоа дека формалната моќ е всушност во голема форма се базира на субмисија, на едноставно немање собствена генс. Агенс мислиш како собствена моќ на действување, дека треба да идеш по тие Да. поспоставени протоколарни... Така? Па да, дека практично сите други ликови на некој начин се субмисивни заради тоа што немаат, иако се они во позиција на моќ, ја немаат моќта на себе определба на некој начин. И заради тоа и се поклонуваат на неа, која што е единствениот лик што тоа всушност го има. Да. Она е всушност има најмногу моќ. Не најмногу моќ, има некоја во целата драма има некоја некој пейсаж на динамики на моќ таму. На кого му е дадено, на кого му е наследено, кој дошол до тоа и во таа смисла, например, во да речеме улогата на принцот или улогата на коморникот или улогата на другарот на принцот, сите што се така по дефолт мокни, да речем, ликови. За мене беше многу забавно да се гледа како се прекршуваат они, како доаѓаат блиско или далеку до собствената моќ. Има нешто многу современо во тоа, во тие типови на размислување, што смееш, а што не смееш да направиш со себе и со другиот, и како доаѓаш до некои заклучоци. Има нешто многу оди со времево во кое што живееме. Да, мислам дека кралицата е во голема мера како Апсолутно, лик во поглед на, особено на жена која старе, која веќе нема заради тоа на кој начин ја гледа околината како многу веќе излишно тело и од кое што нема веќе од каде да ја црпи својата моќ и на кој начин и таа некако се испревртува внатрешно затоа што не знае веќе од каде да својот авторитет да го најде, колку не може да стапи во контакт со својата ранливост и човечност заради тоа. Да, мислам, она се, уште спойлер, се разжарува заради тоа што мисли дека незината поезија е откриена. Незиното така што било најинтимно, кај што она можела да биде она во незините стихови, така тоа сега откриено, сите ќе знаат она каква е и не сме да го дозволи. Мислам, многу
точно некое, како да речам, постоење на тој лик на сцена, кога во себе ти ќе го оттелотвориш погледот на другите кон тебе. Знаеш, кога го земеш тоа како те гледат другите, внатре у себе кој ќе го ставиш и дека ти у себе така се гледаш. И од тоа може само да експлодира. Да, па мислам дека заради тоа е интересно и ова што го зборавме преска со тој некој и те сега пошто го завикавме шум, ќе продолжам така. Мислам дека во моментов шумот меѓу другото на околината и на таа постојана потреба да си изложен кон надвор и постојано да перформираш, мислам дека во голема мера ни прави такво едно чувство на растроеност, као да не знаеш веќе кој си ти всушност ако се тргне погледот на другиот, односно на другите, затоа што публиката е широка некако. Абе, знаеш, јас сум никогаш и во ред да не знам која сум, само додека сум мирна во незнаењето. Ме сваѓаш, да, пошто не знам некогаш мислам дека вака ќе направам, па се изненадувам. Сега, од кај ти текна ова сега, како вака изреагира, мислев, знаеш, и сваќаш дека не се познаваш баш себе си, тоа е, значи, растеш, се менуваш, нешто работиш, некоја домашна си завршил. И во тоа кој има како некаков мир, мислам дека тоа е сосема доволно за мене. Ако го има една вознемираност заради незнаењето, тука се прават опасни грешки. И па да, мислам дека тоа се некако двете страни на незнаењето. Незнаењето е многу убав простор полн со потенцијал, ама ако е напластен со несигурност, мислам дека влегуваш во таа некоја зона кај што стануваш проекција на тоа што другите луѓе сакаат ти да бидеш за нив и малце тука се мешаат стварите. Да, има многу ментална и емотивна работа тука. Тука има стварно онака изморувачки, напорно. Да, ама не, стварно напорно е. Стварно би е напорно да мислам цело време. Да. И не е популарно тоа, ама тоа е, да. На што после овој процес кој што ти е можеби горе-доле заокружен, во која насока сега размислуваш? Дали има нешто што следно креативно те чека и возбудува? Или сакаш малце мозокот на пасење? Не, мислам мозокот е отида на пасење без јас да дадам било каква дозвола, како што ќе приметиш и по некој од делови од разговоров денешен. Немам појма. Мислам, Хубаво. Немам појма, стварно. Не, работам, завршувам документарен филм за жени во спортот, незината приказна се вика. Тоа го работам веќе изминатава година дена, така што мислам дека треба да го завршиме тоа, тука е веќе, тоест монтажирот работи, јас додека работам, како се вика. Тоа е веќе пред самиот крај. Да, за ова зборавме пред година дена, мислам дека се сеќавам. Да. Така што после ова стварно не знам и мислам да е до мене, јас можеби уште во денеска ќе почнем веќе со проби за друга представа. Некако така се рекав, понеделник, јас да одам, па што биде, нека биде. Пошто тоа е цело време си во некој адреналин и која ќе го нема, ти фали адреналинот, мислам, стварно е спуст. Да, тоа што не знам, а се надевам што и дале ќе биде преку срцето. Интересно, јас мислам дека мора да не знам, мислам дека мора да ги прифатиме тие периоди на малку обратното од таа динамика која што вклучува многу луѓе и адреналин и возбуда и слично, и дека малку кога ќе влезеш во просторот на тишината и на самотијата, дека не знам, дека мора да идат едно со друго заедно. Да, работата е што јас полого време бев во просторот на тишината и самотијата. И сега, живејќи го овој живот изминатиот месец, некако само ми направи да можам да си признавам колку ми недостасувало едноставно. Така јас сум као никој екстровертен интроверт, ако тоа има смисла. Многу време сакам да поминувам сама. А од друга страна, исто
сум многу среќна кога сум обкружена со луѓе, особено кога е во работа. Вака социјално исти ми се другарите од градинка, многу малку имам нови пријателства со истите луѓе. Се дружам цел живот. Пошто не можам сега однова да се објаснувам и да се запознавам, не можам. Ама кога заедно твориме или создаваме, наспроти оваа некоја, кога си сам и се замислуваш како би било, кога би било, едноставно е посебно. Сега сваќам дека звучи како клише, ама може би клишеата се клише пошто се вистината, не знам. Да, може би така. Јас мислам дека сме малце престроги кон клишеата како такви. Да. Јас така се сеќам за некои ствари као што да правам кога стварно премногу сакам цвеќиња. Ме усреќуваат. И патам заради тоа ми беше прекрасна костимографијата. Костимографијата, така. Да. Као, Ивана Карамфил, апсолутно. Кај да го најдам мој топ. Не, мислам, многу луѓе за време на процесот и Ивана исто костимографката, едноставно отвори, а ние немавме избор освен да се отвориме и да идеме до крај со некои наши идеи или така што многу ме направи среќна дека во едно време представата доби свој визуелен јазик, доби некоја своја логика внатре. Надвор. И внатре и надвор, окей. Ова исто така сега одеднаш ме однесе на една друга твоја представа која што нас не спои, Кожурец. И неколку ствари ги поврзуваат според мене овие представи. Една од нив е што на некој доста креативен и автентичен начин се занимаваат со тие темите, со, како што кажавме, стопати сивата зона помеѓу говорењето и премолчувањето. Вајдова е некоја тема што стварно те интересира и возбудува. Сега го сватив дека некако имаат допирни точки, имаат контакт овде. А од друга страна, тоа што сега ме поврза беше на ниво на слика, дека и двете представи имаат живописна естетика и костимографија и се случува нешто што е стварно нешто што изгледа многу весело, а се занимава со нешто што е доста болно и насилно. И мислам дека ова е многу интересно кога тие две работи ќе ги ставиш во контакт. Да, не сум го размислила вака. Можам да ти кажам како сум го размислила. А тоа е дека негде до 2016, значи пред да се преселам, представите што ги работев, нема, како да кажам, некој... Генерално работев со тоа што го имав, добро како и секогаш, ама главно ми беше актерската игра и текстот. Не се бавев толку со правење на слики или некои такви работи. И не сум човек што размислува во слики, или барем не мислев дека сум, како и да е. Од кога се преселив, заради тоа што и не го знаев ни јазикот и така натака, работата почна ми станува многу повеќе ликовна. Многу повеќе почнам да барам визуелен израз, за тоа што не можам да го кажам со јазикот, пошто го немам јазикот. Тоа, така некако. А и во еден момент си посакав на себе си каме и што ако се спојат двете? Што ако тоа како сум работела претходно и како сум работела во оваа имиграцијска патека, што ако едното и другото како се спојат и дали во нивното обидување заедно јас ќе почувствувам собствената еманципација, како собственото... Пошто има една опасност. Изгледа навидом дека е опасна лошата представа. Ке направиш лоша представа и тука... Ама многу е опасна ако ќе направиш многу добра представа. Затоа што после има потрака, ти цело време треба да режираш така. Цело време треба да си тоа. Пошто тоа беше добро сега, зашто би правила нешто друго? Глупости. Ама ако останеме да свириме, тоест да играме како што другите не свираат, ние на крај нема ни да играме, ништо нема правиме, само ќе стоиме таму како символи на нешто. Досадно е тоа. Не иде. И затоа у цело тоа со сликите и со јазикот и така натака, работењето на представата овој месец ми донесе некој
некаква можност, некаква шанса кај што некои работи природно се споја без ја да ги форсираме да сум претходно со агенда, пошто нема време да се спремам. Кога нешто, например, очекуваш, си викаш сега јас во овој процес, ова и ова, ќе направам вака, ќе направам така. Тука го нема в тоа време за... Ама, по друга страна има среќа да некои работи стварно се спојат природно. Од тоа што го збориме. Ама мислам дека можеби, не знам како е да си во позиција на режисерка, ама нели е некако интересно да и тие релации се стат под знак прашалник и да не биде како да кажам, контролата и изворот на сите аспекти како тие ќе функционираат во еден човек, него тоа целосно да се дисперзира и да се случи некој таков хаос кој што или ќе прави или нема да прави смисла на крајот на денот. Да, па знаеш што е за мене радикалната работа во овој процес, значи вака. Сега ќе почнам малце поназад, на пример, од Крива Паланка, па ќе стигнам до Скопје. Во културата на македонскиот театар има една хиерархија воспоставена на како буквално како пирамида, не знам, така е. Баш тој систем на кој е главен, кој што прави, така, некако целото. И тоа целото е направено за да може да работи, да функционира, овие што се некои начини на функционирање што се по хоризонтални, да речам. Едноставно не се дојдени во праксата и затоа ќе треба и многу време и многу мали... Мора да има мали поместувања за овие работи да се десат. Но до сега, да речеме на некој на врвот на таа пирамида е режисерот на некој начин, мислам тука е театарот, продуцентот, менаџментот, ама на оваа врвот на креативна пирамида е тоа. И сега во мојот случај, во оваа представа, дојде едно време, многу природно и многу органско низ процесот, кај што двајца луѓе режираа и работеа представа. Односно, нема сцена у представата, што не е помината од едниот и од другиот. Нема. Нема, како ти кажам, нема одлука дали ќе биде бојата нова ваква или таква, што не е помината од едниот или од другиот. Тоа е преседан во македонскиот театар, такво нешто не постои. Заебаваш. Не те заебавам, не постои. Немало до сега. Барем, можеби сум грешка, можеби некој историски факт ќе ме побие и ќе рече имаше тогаш и тогаш. Јас што знам по новата историја, тоа такво ниво на заедништво, доверба и колегијалност, за да можеш ти да режираш заедно, стварно мислам дека е нешто тука пробиено. У смисла на праксата како се прават нештата, заради тоа што за мене во целиот процес беше многу важно да разберам дека има некои работи што ги знам и има некои работи што не ги знам. И тие работи што не ги знам, ги знае некој друг. И дека тој друг е спремен да влезе во разговор со мене. И има тука нешто во целото тоа што е, не знам, знаеш, можеби како да ти звучи ова сега глупо, ама мене ми требаше многу време од животот да сватам дека сум како женско. Мислам, знаев дека сум женско, ама како не мислев за себе си како женско. И тоа најчесто сваќав во ситуации кога не ми одговараше да бидам женско во некоја ситуација, бев као, да, јас сум женското на масата. Океј, чекај, сега треба да малце, да го ставам или гардот, или да ова или дона, знаеш? И работењето у театар од оваа позиција некогаш има известни предности, некогаш има известни мани, како и сегде. Ама кога ќе доеш у некаква позиција на известна моќ, треба некако си свесен дека го должиш тоа на тие што го пробиле ова пред тебе. Значи,
фактот дека можам седам тука со тебе, може да го должам на Тодорка Кондова, која што бега од МНТ да го основа драмски. Значи, она рекла, јас сакам, можам, подобар театар, и ќе одам, знаеш, како се осмелила. И група со нејзе отишла. И сега во целото тоа, ако ти си тука заради тие што дошле пред тебе, има некаква известна должност и одговорност на тоа каков човек си во целото тоа. Како се однесуваш, каков си. За мене у текав на овој месец тоа стана доста убаво, бидејќи јас го имав на моја страна пријателството и љубовта кон театарот. И тука више немаше што не може. Колку убаво. Ама не, искрено многу ми е драго што ова го кажа, затоа што мислам дека понекогаш верувам дека ова стек да се случува, ама кај нас локално мислам дека и така како се случува и мислам дека треба да го збориме ова гласно за да почне повеќе да почнеме повеќе да го освестуваме и помалку да се случува, дека како да работиме на начело на дисконтинуитет, што е многу лошо, затоа што мислам дека можеш да го освестиш континуитетот на нештата, односно кој што направил за ти да можеш сега нешто да правиш, значи збор, дело, пракса, што и да е се надоврзуваш, затоа што ние секогаш се надоврзуваме на нешто, секогаш не секогаш, ама па и би рекла секогаш, продолжуваме некој разговор што е веќе почнат и мислам дека во тоа освестување се оснажнува културата, затоа што е многу мокино ти да знаеш дека имаш предци и претки, као, мислам, во тоа е суштината на во било кој израз, као само од таму отцрпи мокото и као да кажам, од фали еден збор, од тој колективитет на гласови, а не од твојот сингуларен глас. И мислам дека мораме малце некако повеќе да размислуваме од тоа, да повеќе да размислуваме на тоа кој се пробивал патишта за ние да имаме одредени зборови и да ги кажуваме јавно или одредени изрази. И за ова исто зборавме во тоа што го спомнавме нашето интервју кое што го правевме една година. Ти кажав дека го дзирнав со бајле така чисто да видам што сме си збореле. Има еден момент кај што збориме и баш на таа тема и мислам дека и така се започнува разговорот дека јас и ти седиме и разговараме буквално на плеките на некои жени што пред еден век направиле некои невидени исчекори во тогашната култура за ние да може во лабаво тоа да си го правиме. Така што драго ми што тоа го спомна, затоа што мислам дека понекогаш забораваме дека не ни се паднати од небо одредени работи. Не се паднати, не, апсолутно. Дури две работи сакам да ти кажам. Едното е дека стално нешто ме иритирало во она кога кажат првата ова, првата тоа, првата не знам што. Нешто тоа ме нервирало, ме иритирало, ама не сум знала да кажам што. Уште не знам, ако ти кажам дека сум стигната, мислам дека целиот тој концепт на првиот и првата не е добар. Во смисла, мислам дека има нешто врска со некако заднинско кај мене подтекстот, дека има врска со ова како дефлорација, како се вика, кога губиш невидност, како се вика, првиот, првата. Некако има нешто... Дефлорација, мислам дека се вика. Така? За жал. Иако е многу... Али сега го мене проблематично. Ми дојдоа некои многу други по брутални термини што ги користавме. Да, знам зашо збориш. Али сите имаат врска со некоја цветна асоциација, мислам. Македонско девојче китка шарена во градина набрана, дар подарена. Значи, она седела као цвеќе и некоја дал као дар, не знам. Од секоја сум имала дилеми со песната. Значи, мислам дека таму има некој проблем во однос на тоа дека перцепцијата за која и од каде почнува како нашата култура или кога од каде почнува некако нашето творештво или нашата работа или размислувањето на овие теми и дека во обидот да се докажеме дека постоиме денес, ние можеби ги тргаме работите што претходеле пред нас. И мислам дека тука има нешто многу
не е погрешно, него само е нешто многу нарцисоидно, ако сакаш, у тоа целото. А друга работа во однос на театарската работа, просторот, знаеш, за експериментирањето уште го бие некаков лош глас. Така малце може би симпатично е за независна сцена, они нешто таму правеле. Али многу ретко се осмелуваат институции и така натака да нешто отидат еден чекор понапред од тоа што знаат дека има сигурен репертуар и сигурна добивка, да се осмелат едноставно да испробаат нешто, дали било тоа во форма, во жанр, во како и да. Бидејќи во тоа испробување ти уствари сваќаш до кај си, до кај ти е колективот, до кај ти е ментално, психички, колку се спремни луѓето да отидат понатака. И све што некогаш било експериментално, денеска го сметаме за класика. У некое време и Шекспир бил експериментален за некој, знаеш, што му е ново и како сега вака. Ама станало некако, денеска е друго. Да, станало мейнстрим или станало класика. И знаеш, во нашиот, како да речам, театарски пейсаж, ја имав таа среќа да растам покрај режисерската работа на Златко Славински, кој што не само што ми беше професор, туку едноставно многу време поминавме заедно разговарајки за театарот. И имаш некој кој што активно работи, активно создава, активно размислува и активно во секоја представа ги поместува границите на што е тоа што ние овде денес кај нас го викаме театар. И треба многу храброст и многу смелост за тоа, за да се осмелиш едноставно да бидеш некако тоа што си. И ако тоа што си е различен од другите, ти си тоа. Знаеш, за Ивона, како... Ја не знам дали би имала храброст да бидам Ивона. Да отидам негде и да не пополнам тишините со муабет, да не направам 2-3 глупи шеги, да останам со стравот дека нема да бидам сакана тука меѓу луѓето кај што седам. Треба многу свесност и храброст за ти тоа да го направиш. Да можеш едноставно да не мора да исполнуваш ни една норма на што е околу тебе. И во таа, не знам, практична уметничка смисла. Вистина, кај нас има такви поединци кои што стварно носеле известни работи, ги однеле на одредено место и ги оставиле таму. Знаеш, како има наследство е тоа, изгледа тоа е наследство. Па да, тоа е апсолутно наследство. Тоа е наследство. Ама мора да го освистиме кое што зборавме. Да. Пред тоа, затоа што многу мислам дека фокусот знае да биде и ова се такви некои менталитети што се гаат во помали средини, како и тоа нереференцирањето и слично, и стравот да се истражиш и да бидеш себе си во јавниот простор особено, ама и во приватниот, и може тоа истото нешто. Баш вчера ме начека некоја преинтересна емисија на зборува Радио Скопје. И сега МТВ ќе слави юбилеј и емисијата што ја слушав вчера беше посветена баш на радиодрамите, дава и сечоци на радиодрами, избореа за уредниците што во тој момент го граделе радиото и слично, и мислам дека има толку многу што ни е оставено, што е изгубено затоа што не архивираме добро, затоа што не учиме доволно посветено, особено во формално образование, ама и после во факултетскиот процес, за тоа на што можеме ние автентично да се надоградуваме и дека едноставно и делото и шумца кој збориме е тоа место на операција од недостиг, а не од изобилие, и мислам дека мора постојано, заради тоа ми е ова важно што се начина како разговор, да гледаме и да се едуцираме на што можеби дури несвесно се надоврзуваме. Затоа што мислам дека се додека оперираме од тоа место на немање доволно култура, немање доволно средства, немање доволно историја, немање доволно дослух, немање доволно современост, дека нема да може да се поместат институциите, изразот, творештвото, соработката, колективот, што е да. А уствари сакаш да кажеш дека треба
Наместо се поплакуваме на што немаме, да видиме што имаме. И тоа да го така мислам, некако. не дека, мислам, има премногу простор за критика и мислам дека тие два процеси мора да одат паралелно на некој начин. Дека едниот не може без другиот, зашто едниот го носи тоа согледување на, окей, во какви услови јас оперирам и што всушност можам да направам во волку тесна средина за оперирање, но истовремено која е мојата визија, која е мојата историја, мислам, мора од некаде да го црпиш и погледот кон афирмативното, кон тоа што само тој простор можеш да создаваш, мислам дека. За жал, као да треба повеќе труд за да го прифатиме тоа, отколку да прифатиме дека имаме лоши услови за ова или лоши услови за оно, знаеш? Има нешто многу па трагично тоа уствари. Па да, е трагично. Тоа е да исто што го спомнавме на почетокот, дали тоа на крајот на денот ти станува твојот идентитет или си даваш простор на себе си малку повеќе да мечтаеш и да ствараш нешто што можеби не го гледаш во себе, не во себе, него околу себе, не го гледаш како услов. И спрашуваш дали може да го создадеш тој услов и дали може да најдеш луѓе. Ние сме тука во ова студио, така? Јас и ти. И сега тука се создадени услови од тебе и твој тим и така на така, за да го имаме овој разговор за услови. Мислам, има некоја мета у целото, добро. Ама едноставно е создаден овој простор, кој што ти сега го делиме. А сме дошле од различни страни во него. Мислам, да, ма нема веза, мене за тоа особено ми се драги овие разговори, затоа што имаш можност за таква една размена која те полни со животна и креативна енергија, која гледаш на кој начин што прават другите, како размислуваат, што ги износува низ кризни, темни, неинспиративни периоди или услови, и гледаш дека низ таа размена можеш да најдеш и нешто во тебе што ќе те износи до следниот ден, до следната победа, до следната непобеда, што и да е тоа што ќе ти го даде животот следно. да сваѓам, да. Така што и ти тоа го спомна 100 пати во твојот процес, конкретно оваа представа, верувам било кој креативен процес го отвара тоа. Тие простори на пријателство, размена, разговор, и мислам, тоа е тоа, као тоа те доближува најблиско до есенцијата на што значи да се биде човек. Ама знаеш, не ги имаш секоја што е целата работа. Апсолутно, да. Па тоа е трудот. Вајда. Да, и тоа е вајда среќата, и тоа е како љубовта, и не знам, тоа е тоа. Па стварно. Не ги имаш секојаш, некогаш мислиш дека ги имаш, ама кога си усред тоа сваќаш дека ги немаш. Дека тоа не било пријателство, туку било нешто друго, и тоа е многу болно. Мислам дека е потешко да се преболи раскинување на пријателство отколку било каква врска. 100 пати полесно. 100 пати претерувам, ама тешко е. Стварно. И мислам дека сите имаме некој позади нас бивши пријателства. И тоа прави човек да се плаши повторно да сака и да верува. Ако се плашиш да сакаш и да веруваш, е многу тешко да работиш театар. Што ти си цел време перманентно исплашен од себе си. Ако не можеш да дозволиш да сакаш, е многу опасно. Затоа што на све пристапуваш со сомнеш. Кога човек се сомнева, не може да кажеш, да се изрази, да кажеш што мисли, знаеш? Не можеш да работиш. Мислам, ти можеш ке работиш, што сум работала, ама сите представи биле некако како недовршени. Нешто како недовршено, нешто ми е чудно тука мене. Чудно ми е затоа што сум во некој процес на потреба повторно да верувам на луѓето околу мене. И затоа толку ми е драгоцен работата, затоа што се бев, можеби дел од мене се беше малце откажал од таа идеја дека повторно ќе работам така со ансамбл, со колеги, со другари дека ќе работам. И го најдов тоа. И знаеш, тоа е многу убаво. Да, се радувам што си го имала тоа искуство. И ја. Го посакувам на сите. Верба наспроти сомнеш. Исто, да. Добро. Дали сме спремни да го затвараме овој филозофски разговор и да го фатиме декемвриското сонце? Ајде. Фала ти, Билјана, што како и секогаш ми отвори милиарда правци на размислување.
и што беше отворена и достапна на оваа маса. Фала ти тебе за... Надевам убаво си помина. Фала ти. Да. Кажи да. Да. Ајде на кафенце. Фала ви на сите што не гледавте. Се гледаме на следната епизода на Медуза Talks. Чао!